И оваа година Издавачкиот центар 3 се представи на сајмот на книгата со околу 16 новитети, со многу нови домашни автори, како и со нови преводи и гостување на еден холандски автор, Хајс Вилбрин. Тоа се случи во саботата, кога забележавме најголема посетеност на сајмот на книгата. Оваа година 3 беше под слоганот "И се уште е додека е во тек", светот се менува, но книгите остануваат, и токму тоа е главната порака што сакаме да ја пратиме до читателите, дека квалитетната книжевност е она што останува без оглед на времето и без оглед на тоа што се случува во светот, и токму преку нив работиме на тоа да го промениме не само човештвото, односите, социјалните, општествените промени да се следат со еден поинаков тек. Од сајмот на книгата би го издвоиле гостувањето на Румена Божаревска, која што низ разговор со Калина Малеска пробуди голем интерес за преводот на Чуварот во Ршта, што е еден класик кој што одамна нема доживеано нов превод. На настанот имаше објаснување зошто е променет насловот, затоа што нели го знаеме како Ловецот или Игра во Ршта. Така што ги покануваме читателите што ги интересира да прочитаат на приказни МК, има една цела статија од Румена Божаровска за тоа. Тука е и нов превод од Осаму Дазаи, што е јапонски писател што не е многу популарен, меѓутоа ние работиме на тоа да се преведат што е можно повеќе класици на македонски јазик, и секако во тек сме и со светот, со она што го читаат младите генерации, но и за родителството. Анксиозната генерација ни беше хитот кој што ни пристигне, кој што веруваме дека ќе влијае врз сите тие промени. Продолжуваме со уште настани, уште потпишувања. На штандот може да се најдат и големи автори како Венко Андоновски, Винка Саздова, кои што исто така поминаа со своите потпишувачки термини. И целата понуда е тука за сите читатели, за да може да се најдат се што им одговара на нивниот вкус. Сајмот лично сум задоволен, ова е трет пат да доаѓам на сајмот, но во споредба со лани, например, не е толку посетено како што беше лани. Од разговори со луѓето се добива впечаток како помалку луѓе да доаѓаат. Се спомнува тука и заминувањето на луѓето и се, но во глобала, мислам, јас барем лично сум задоволен. Булеварот Слободување доаѓа тука само со 4 книги, така што имам многу прашања, многу аспекти на прашањето, дали се продолжува, дали се поддржува читањето. Тоа е прашање за кое што најмногу можеби би сакал да зборувам. Дека не се поддржува доволно читањето, не се поттикнува, затоа што кога зборуваме за поттикнување, зборуваме за организирани политики и од страна на библиотеките, и од страна на училиштата, и од страна на многу други институции кои што се вклучени во тој процес. Така што не сум задоволен апсолутно пред се од медиумите, од телевизијата, речиси да не се зборува за книгите, за домашните автори. Тоа се некои инцидентни гостувања во утрински емисии. Така што треба да се направи малку повеќе простор за книгата во медиумите, да има и поорганизиран настап од институциите за присуство на авторите на социјалните мрежи, на Инстаграм, на Фејсбук, библиотеките пред се. Еве, браќа Миладиновци е библиотеката што ја имаше таа кампања, читаме македонски автори, но такви кампањи треба да има повеќе. Има некои писатели, знам еден писател кој што многу рационално гледа на нештата и вели дека јас немам сатисфакција од тоа да пишувам, имам многу поголема сатисфакција од други работи поврзани со книжевноста и поврзани со пишувањето, но самото пишување, вели, мене не ми носи некаква бенефиција. Тоа е калкулантски начин на гледање. Ако човек чувствува автентична потреба да се слее со духот на светот, да учествува во читањето на нашата голема приказна и во испишувањето на нашата земничка историја и сегашност, тогаш ќе чувствува порив да пишува дали поезија, дали проза, дали раскази, така што апсолутно ниедна ситуација
не би требало, не би можело да се одрази на подготвеноста да се пишува.